Ураганот Мајкл, еден од најмоќните што го погодија копното на Соединетите држави во изминативе 50 години, со силни ветрови, високи бранови и поројни дождови, беше само дел од говорот на председателот Доналд Трамп на предизборниот митинг во Ери, Пенсилванија. It's a big one of the biggest we've ever seen. All of Pennsylvania, all of America sends its unwavering love and support. По најновите брифинзи со државните службеници за последиците од ураганот Мајкл на Флорида и Џорџија, подпредседателот Мајк Пенс го одложи закажаното патување во Атланта. Од друга страна, председателот Доналд Трамп на собитот во Пенсилванија, освен повикот за солидарност, упати и апел до приврзаниците да излезат на ноемвриските избори за представничкиот дом и Сенатот и да гласаат за републиканците. The only reason to vote Democrat is if you are tired of winning. Then you should vote Democrat. Трамп при тоа оцени дека станува збор за револуција во Соединетите држави. But this has been the greatest revolution ever to take place in our country. Here we are. Анкетите за јавното мислење покажуваат дека приврзаниците на демократите се поентузијасти да гласаат на овие избори за Конгресот. Сепак во последниве недели републиканците го намалија јазот и ја искористија борбата на Брет Кавано при неговото одобрување во Сенатот за член на Врховниот суд по предлог на Трамп да ги поттикнат нивните гласачи да излезат на изборите во почетокот на ноември. Вообичаено, партијата која држи Белата куќа губи места на среднорочните избори за Конгресот. Многу аналитичари предвидуваат дека демократите ќе можат да преземат контролата врз представничкиот дом, но воопшто не е јасно дали тоа ќе го направат и во Сенатот.